Струмичките земјоделци велат дека без влада проблемите на градинарите остануваат нерешени. Стихијно производство и доцнење на субвенциите се дел од маките кои што продолжуваат да ги тиштат градинарите од југоистокот. Исплатата на ланските субвенции доцни токму поради нефункционирањето на институциите, но не им е сигурна и новата реколта, која што полека се засева во нивите. Абе, кога се извезува, секу полесно, ама и што го има увезуват, не добро това. Али ето сега влада нема како што треба и не може формират влада. Расправи многу. Тај така и ја така доаѓа. Ја така и нема што да направиме. Ние земјоделците мора да мируваме. Ако дигнеме нагоре не бива. Земјоделците бараат помош од ресорното министерство да посредува со трговците за сигурен и редовен откуп. Велат дека во отсуство на стабилен пазар, принудени се да го нудат производството на пазарите на мало, губејќи и време и пари. Со тона, а како прво земјоделецот нема никаква цена. Ја го давам, а тој и јас продавач сум. Ништо од земјоделецот, ништо. Цените се многу долни, нема кој да го заштити земјоделецот. Не сме заштитени од земјоделецот пред се. Нема кој да не заштити. Џабе се работа земјоделецот. Нема напредел земјоделие, нема ништо. Френка ќе искараш квалитетна, красавица ќе искараш квалитетна, пипер ќе искараш, зелка ќе искараш. Нема таката оценува за 5 динара, 6 динара. Министерот Цветков вели дека Министерството прави напори да се воведе навика за договорно производство во овој сектор, зашто е потребна добра комуникација меѓу производителите, трговците и преработувачите. Имајќи во предвид дека довербата помеѓу производителите, земјоделските стопанства, откупувачите и преработувачите е на многу ниско ниво. И од тие причини мора многу да се работи, а тоа ќе се постигне само со средби, со разговори, со договори, секако дека ние во Законот за земјоделие и рурален развој го имаме предвидено ова дека нели е потребно да се потпишат договори така натаму, но секако за да се реализира законот потребни се едни вакви средби многу почести. Струмичките градинари одамна ја засадија пролетната зелка, но речиси да нема производител со склучен договор за откуп на родот.